Понижувачко вреднување на трудот во виничка фабрика. Работничка работела 20 дена за дневница од само 100 денари. 2000 динара за 20 дена нема. Ни осигурање, не може да одиме на доктор, ни плата дава редовен, ни ништо. Ова е само уште едно од низата прекрашувања на работничките права, за кои само лани во општините од источниот регион се поднесени близу 1500 пријави. Од нив нешто над 1200 се до Хелсиншки комитет за човекови права, а 260 до Трудовиот инспекторат. Ова е една од причините поради кои континуирано се намалува интересот за упис во стручните училишта. Следната година немаше воопшто никаков интерес за прехранбена струка, а се повеќе опаѓа интересот за текстилната. Иако во општина Виница, средното општинско училиште на Шофрке има една од најдобро опремените обучни центри или текстилни работилници уште од 2005. Од друга страна, на бројни проблеми се погласно укажува и бизнис секторот. Особено тешко на нив им паѓаат високите каматни стапки. Се реагира Стопанската комора, да, Народна банка реагира со каматните стапки кај деловните банки. Има огромна разлика. На западо е 0,5. 0,5. Значи меѓу ефтина и пасивна каматна стапка е 0,5. Кај нас е не 5, 10. Анализите на терен ги покажале следниве недостатоци. Немање на економски и социјални совети во сите општини, недоволна информираност на бизнис секторот за мерките на АВРМ, отсуство на децентрализација на фондот за иновации, непрецизно дефинирани рурални подрачја, 4 пати поголем број представки до Хелсиншки и НВО, отколку до Трудов инспекторат. Ова е факт дека мора да се подобри бизнис климата од една страна, но од друга страна да се зголеми и довербата на работниците да реагираат кога постојат нарушување на нивните работнички права. Ако ги погледнеме бројките или ако погледнеме статистиката, ќе видиме дека само 16 представки континуирано се поднесуваат или решенија од страна на Трудовиот инспекторат кон фирмите во последните 2-3 години годишно. Не постои едукација од страна на Трудовиот инспекторат кон самите фирми, меѓутоа исто така во Виница, а и во другите општини досега не се издадени прекршочни пријави. Инаку годинава во општините од источниот регион, Трудовиот инспекторат поднел 2 прекршочни пријави и донел 172 решенија. Во исто време, Хелсиншки утврдиле прекрашување на работничките права и спровеле бесплатна правна помош во 1350 случаи.